погледнато во целина, карнавалските денови во Струмица протекува според планираната програма. Значи, се што беше зацртано во програмата се оствари. Одредени манифестација дадоа врвни остварувања. Тука посебно би го истакнал концертот под маски на музичкото училиште, кој годинава беше прикажан во една нова димензија, со прекрасна сценографија, со прекрасно смислена програма. Не случајно беше доделен и медалот на ФЕК на оваа манифестација. Маскен балот, за разлика од минатите години, мислам дека малце потврди во нивото. Не знам дали тоа е резултат на економска, политичка криза, не можам да дадам оценка, меѓутоа мое лично видување дека квалитетот на маскен балот беше малце на пониско ниво. Пријатно сум изненаден од квалитетот на маските на главната карневалска вечер, извонредни креации и навистина мораме да преземеме нешто, да ги одбегнеме дилемите која е најдобра маска, бидејќи единствено што фрла црна сенка на оваа прекрасна манифестација е моментот кој ќе дојде до доделувањето на наградите, кој вие треба меѓу неколку извонредни маски да изберете кој е најдобар, навистина е тешко. Кога би било трчање на 100 метри, точно се знае кој е првиот. Тука оценуваат, значи, повеќе оценувачи, луѓе со различни вкусови. Јас многу често употребувам еден пример, значи кога треба да се одлучите пред некоја слика дали повеќе го сакате Рембрандт или Пикасо, значи оние кои што ја сакаат класиката се одлучуваат за Рембрандт, оние кои се наклонети кон модерното сликарство се одлучуваат за Пикасо и према тоа така ќе гласаат. Така и кај оценувачите на маските, тие будуваат према собствената совест. Ако некогаш има некаква наклонетост од било какви други причини, тоа можеме да му го препишеме нели само на внатрешниот порив на оценувачот. Меѓутоа, мислам дека скоро секогаш главниот резултат и главната оценка доаѓа од определбата и од личното чувство за естетика. Другите манифестации, вклучени во програмата, детскиот карневал ме изненади со масовноста и покрај навистина лошото време. Организационниот одбор се најде во една голема дилема што да прави, иако очекувавме дека ќе нема дожд според прогнозата. Во самиот момент кога требаше да отпочне поворката, почна да врне и сметавме дека е сепак подобро да тоа да се одржи во гаражата, нели, подземниот паркинг, иако може би погрешивме, бидејќи времето дозволи да доволно народ да биде на плоштадот, меѓутоа, еве пак ќе кажам, бевме неверојатно срекни што дождот не затекна на големата карневалска вечер. Извлековме многу поуки од оваа година од поворката. Некои чекори што ги презедовме како резултат на анализите од минатата година вродија со плод. Тоа тука посебно ќе потенцирам изведувањето, првото изведување на првата бина кај Тинекс. Информиран сум дека булеварот бил препон со народ. Тоа кажува дека чекорите кои се преземаат вродуваат со плод. Ние правиме анализи веќе и на другите работи. Сметаме дека свечената бина се помалце ја исполнува својата улога за која е наменета, не чини доста пари, зема доста простор на плоштадот, а од друга страна не исполнува својата функција, бидејќи дали поради ладното време, дали од други причини, гостите кои што се поканети таму ја напуштаат пред време и се ствара една непријатна слика да групите кои пак сакаат да се прикажат баш пред таа бина, играат пред празна бина, завртени со грбот кон значи гледачите од другата страна. Значи на овој момент ќе мораме да посветиме посебно внимание, бидејќи не е коректно, значи голем дел од
prostorot da bide uzurpiran i da odnese dosta pari. Znači, една бина која што не исполнува својата намена. Се надевам дека тоа ќе биде прифатено и ќе изнајдеме права формула како тоа да го направиме. Секако тука треба да ни помогнат и карневалските групи да сватат дека не настапуваат за почесните гости, него настапуваат за целокупната публика. Меѓутоа, значи, можам да кажам дека таквите анализи, таквите желби да се оди понатаму, го прават Струмичкиот карневал од година во година да оди нагоре и нагоре, иако се разбира не може секојаш така да биде, секојаш се можни осцилации, нели? Меѓутоа тие осцилации да не бидат драстични, барем да останеме на нивото, а пак ќе кажам нашето мото да бидеме подобри, ќе се трудиме и од до година тоа да биде. Која е вашата проценка на посетеност себе годинава? Па тоа мислам дека стручните служби ќе го проценат. Јас можам само да кажам дека минимум дупла од минатата година. Значи, како во бројот на учесници во, мислам како број на маски, така и осетно беше забележано присуството на гости од страна годинава. Јас веќе неколку пати кажав дека има неколку фактори кои што допринесува да се намали бројот на посетителите во Струмица. Оваа година се уверив дека еден од главните фактори е временската состојба. Доброто време допринесе цел ден Струмица да биде полна со народ. Тоа се случуваше и во вечерните часови. Сакам еве веќе кога повторно ме прашавте да кажам дека испуштив еден многу важен момент. Значи, годинава Организациониот одбор воведе една новина за карневалистите. Тоа беше карневалска забава после завршување на карневалската поворка за сите карневалисти. Тоа се покажа како погодок. Честитки пристигаат и од гостите од странство, и од домашните карневалски групи. Сметаат дека е изнајдена правата формула. Единствено што треба да направиме е да некако го скратиме време траењето на одвивање на поворката, бидејќи 4 часа е премногу, може би и тоа е една од причините зашто се осипува публиката, а и не е фер за оние првите, мислам за оние последните, додека првите веќе се забавуваат во ново воспоставениот шатор, нели, за забава, другите се настудат, така да ако тоа биде пократко и ако сите заедно отидат во шаторот, тоа ќе биде полн погодок.